Во рамките на музичкиот дел од одржувањето на летниот фестивал Струмица Опен и годинава се одржува школата за гитара. Разговараме со професор Васко Пиличев, професор по гитара, кој што веќе неколку години поред ја одржува оваа летна школа за гитара. Господине Пиличев, летната школа за гитара е речиси традиција во одржувањето на Струмица Опен фестивал. Кои се преференциите кои што ги имате годинава, колку учесници ќе има на летната школа? Најпрвен да се заблагодарам на организаторите од Струмица Опен фестивалот што неколку години поред веќе овозможуваат да се одржи овој настан, кој го сметам навистина за еден исклучително интересен настан не само за Струмица, туку и за цела Република Македонија, бидејќи ако може да забележите, само овој настан ги на некој начин ги форсира младите гитаристи. На сите други настани има нели познати звезди, непознати звезди, меѓутоа сериозни музичари, возрастни музичари и така натаму. Само овој настан ги едуцира и им дава шанса на младите кои се надевам во иднина ќе станат звезди. Годинава колку учесници има, имаше ли голем интерес? Тоа е многу интересен момент, бидејќи кога започнавме со летната школа, првата година имаше 12 учесници пријавено. Секоја година се зголемуваше бројот 30-50, за да ова година стигнеме над 100 учесници. Од 7-8 годишна возраст па се до 50-60 годишни луѓе кои се заинтересирани да дојдат и да слушнат и да видат нешто. Мислам дека втора година поред гостин предавач на летната школа ќе биде и Владко Стефановски. Реагира ли позитивно публиката дека еминентни музичари од македонската естрада ќе бидат дел од овие предавања и дали поради тоа можеби интересот е поголем? Токму така, значи втора година поред ни е гостин Владко Стефановски. Ова година малку повеќе е вклучен од претходната. И најбитното, тој ќе свири со учесниците на завршниот концерт кој е нели во среда на сцената кај Чешмичката. Ова година тој ќе има две предавања, ланската имаше едно. Јас можам да кажам од ланската година дека беше буквално многу позитивно изненаден од бројот на учесниците, од тоа колку младите се заинтересирани. Дури ме праша дали е тоа возможно толку голем број на луѓе да се имат пријавено за да слушнат нешто и да научат. Утре е завршниот концерт. Каква е програмата? Што има предвидено за забава на струмичани? Така. Ова година мислам дека ќе имаме најдобра програма. Нели нормално, на почетокот се застапени они најмладите, кои што секоја година кажувам на тие што се присутни таму дека секој што свири, верувајте, за неговата возраст свири дури и премногу. Нова година има навистина интересен репертуар, каде што ќе има и многу познати мелодии обработени на гитара, ќе има малку и пеење. Нормално, реков, финалето, крајот на концертот ќе го заокружи Владко Стефановски со учесници од летната школа.